Со слетувањето на првиот авион од Софија во Скопје и воспоставувањето на редовна авиолинија, Македонија и Бугарија ги започнаа разговорите за инфраструктурна и транспортна поврзаност, што е од исклучително значење за жителите од источниот регион на државата. Само уште една реченица да истакнам дека продолжуваме и понатаму да работиме со конкретни мерки и чекори и убеден сум, сакам да ги убедам граѓаните на двете земји дека вратите ги отвораме, слободно да патуваат од Република Северна Македонија во Република Бугарија, да ги користат овие поволности кои што се отвораат и да направиме повеќе можност за туризам, за економија, за повеќе соработка, за културна размена, за размена на спорт и спортистите, со што ќе успееме, убеден сум, како две пријателски држави да покажеме и на регионот и на Европа како треба да соработуваме. Во рамки на работната група за инфраструктура и патен транспорт, предводена од министерот Бочварски, двете страни се согласија на зголемување на квотата на дозволи на 1500 годишни дозволи за транспорт на стоки за и од трети земји. Исто така, комисијата направи значаен напредок во преговорите за целосна либерализација на товарниот транспорт. Ние направихме првата крачка за еден подобар. Првиот чекор за еден подобар животен стандард. Ние го создадовме тој инструмент кој што сега се нарекува линија Софија-Скопје и овој инструмент треба да даде можност на еден поголем пакет од многу активности за уште еден поголем, подобар економски стандард. Економически стандард. Во насока на унапредување на односите меѓу двете држави, воспоставени се и неколку работни групи. Работна група во делот на продолбочување на соработката во економијата во целина, иновации, технолошки развој и финанси. И веќе во стот на првата група имаме подпишување на еден меморандум во дел на соработката на микро и малите предпријатија. Авионското поврзување меѓу двата главни града на Македонија и Бугарија е првиот конкретен чекор на соработка што ја најавија по првата средба премиерите Димитар Ковачевски и Кирил Петков, што се одржа на 18 јануари годинава во Скопје.